Значи, вчера заврши со работа работната група, имаше изјава председателката на работната група, господја Маргарита Цаца Николова, тие има навистина плодна работа, таа веќе ги кажа контурите на предлог иницијативата, која што ќе биде доставена до владата, тие вчера имаат испратено, што значи дека во понеделник ќе биде во архивата на владата, нормално дека потоа ќе се најде на седница на влада, каде што владата тоа ќе го разгледа. Со големо внимание, со оглед на тоа дека во подготвувањето на предлогот учествуваа професори по уставно право, професори по сродни права на уставното право, представници од практиката на уставното право и представници на политички партии, и потоа согласно со процедурата, откако владата ќе го разгледа и ќе го усвои, ќе го достави до Собранието на Република Северна Македонија, бидејќи ова е во моментов најзначаен процес за државата. Вчера председателката на работната група го објасни концептот. Повторно паднаа во вода сите лаги кои што беа кажувани во текот на изминатите 2-3 недели, затоа што председателот на опозицијата кажуваше дека ќе сме станувале бинационална држава, па тринационална држава, па држава на еден народ, неколку нации и неколку заедници. И на крајот да излезе дека всушност работната група има направено предлог кој што практично е согласно со заклучоците на собранието, а со цел исполнување на обврските кои што произлегуваат од преговарачката рамка со Европската унија, и токму на тие документи и се повикува предлог иницијативата за уставните амандмани кои што ќе бидат предложени до собранието. Премиерот очекувате ли поддршка на албанските партии за оваа предлог иницијатива со оглед на фактот што барем работната група да им го исполни барањето за замена на 20% со албански јазик? Имате ли зборувано со ДС, со алтернатива и со коалицијскиот партнер? Прво, работната група имаше задолжение, врз основа на задолжение на владата беше формирана со цел изготвување на уставни амандмани заради исполнување на обврските од преговарачката рамка. Тие тоа го направиле. Многу јасни пораки дојдоа од сите представници на Европската унија и на председатели на држави членки на Европската унија во однос на тоа која е обврската на нашата држава и кои се нормално обврските на Европската унија, бидејќи да не заборавиме, во таа преговарачка рамка македонскиот јазик е признаен чист, без никакви фусноти, без никакви додавки, придавки и појаснувања, и тоа се потврди со договорот Frontex кој што го потпишавме пред веќе половина година со сите земји членки на Европската унија на македонски јазик, заедно со сите други јазици на Европската унија, така да со тоа падна уште една голема лага на опозицијата во вода. Исто така македонскиот идентитет е гарантиран во Европската унија и тоа од сите представници кои што доаѓаат, и со влегувањето во Европската унија нашиот македонски идентитет ќе го збогати културниот, идентитетскиот и јазичниот мозаик на Европската унија како целина. И трето, дека ќе биде одржана меѓувладина конференција која што ќе започне со скрининг процесот како и за секоја држава, и штом ќе ги направиме уставните измени, веднаш без одржување на втора, без закажување, ќе се одржи и втората меѓувладина конференција за отворање на поглавијата и на кластерите. Тоа значи дека имаат преземено своји обврски кои што ги исполнуваат, и имаме преземено ние наша обврска која што треба да ја исполниме. И затоа верувам дека не само албанските партии, туку сите политички партии и сите пратеници ќе го поддржат, ќе ја поддржат оваа одлука во собранието со цел државата да продолжи кон исполнувањето на својата втора стратешка цел после зачленувањето во НАТО, а тоа е зачленувањето во Европската унија. И тоа не е процес кој што е процес на еден човек, на една партија, на една политичка партија, тоа е процес за сите политички партии, за сите граѓани на државата, бидејќи јас постојано го повторувам тоа. Ние сме биле дел од Југословенската федерација. Снимале поголем животен стандард и од Словачка, и од Чешка, и од Бугарија, и од Романија, и од Полска, и од Унгарија. Тие биле под нас во животниот стандард со скалила и скалила. Благодарение на нивното членство во Европската унија, денес наши граѓани одат да работат токму во овие држави заради поголема плата. Тоа порано било незамисливо. Тие доаѓаа да работат кај нас. И затоа со влегувањето во Европската унија, ние ги си го покачиме стандардот на нашите граѓани, да ни останат тука децата да ни работат, да ни живеат, и да доаѓаат и други да работат кај нас и со тоа да го зголемуваат нашиот бруто домашен производ, како што ние во моментов тоа го правиме за Германија, за Италија, за Франција и така натаму. Тоа е целта.